Медот од Виничко денес имаше нова презентација. На десетина штандови може да се купи, но и проба. Како ви се допаѓа медот? Медот е супер. Ке купите? Ќе купам сигурно. Го користите ли медот често? Да, секако. Секој ден го користам. А мед за дегустација денес имаше навистина многу. За виници и за регионот карактеристични се два видови на мед, тоа е ливадскиот мед и планинскиот мед. Ливадскиот мед е со карактеристична светла боја, а планинскиот мед е со темна боја и со карактеристичен вкус на карамел. Освен во класична форма, медот може да биде сладок и со додатоци. Имаме повеќе работи, имаме салатата која е доста енергетска. Ова е од орев и суво гројзе. Треба барем еден месец да постои салатата во медот за да си го добие своето дејство. Секако, најважни за медот се неговите хранливи, но и лековити својства. Ливадскиот мед е состојан ги содржи многу билки, може да содржи до 500 билки, овошки што цветаат и сите тие билки содржат некои лековити својства во нив. Планинскиот мед е многу здрав за луѓето да консумираат затоа што содржи многу железо. Но медот е и екзистенција и тоа за се поголем број пчелари. Основна екзистенција може да биде од пчели ако се чуват, да речеме, 150 пчелни семејства. Брендирањето на виничкиот мед на пчеларите веќе им донесе и бенефит и репутација, но тоа е сектор во кој секогаш има многу работа. Треба да продолжиме и да го заокружиме тој процес. Тој процес ќе бара многу анализи, многу трудови, ќе биде по-долго време, но ќе го заокружиме и ќе бидеме признаени. Многу труд, знаење, но и посебна енергија бараа пчелите од собствениците. Сегашните 4200 пчелни семејства не се случајност, а тенденцијата е овој број да се зголемува. Не случајно, медот е најновиот винички бренд, засега подобар од сите други.